Оваа емисија на Агенда 35 не ја посветуваме на некоја конкретно поглавје, туку опфаќаме една поширока тема, поврзана со предизвиците на политиката на проширување, кои директно се однесуваат на Македонија. Исто така анализираме и каква е едината на Германија и на Европската унија после Ангела Меркел. Останете со нас. Ангела Меркел, после 16 години како канцелар на најмокната европска држава, замина во политичката историја. 16 впечатливи години кои направија низината политичка кариера нераскинливо да се врзи со развојот на самата Европска унија. Па од тука прашањата за тоа како Германија, но и унијата ќе изгледаат после низиното заминување, се секако присутни. Меркел ја наследува Олаф Шолц, познато лице за германците, некој кој долго време е во политиката и кој веќе бил на многу одговорни позиции. Министр за труд, за финанси, градоначалник на Хамбург, генерален секретар на неговата матична партија СДП. За прв пат во историјата германската влада ќе биде сочинета од 3 партии, па ќе биде интересно да се види како коалицијата ќе успее да ги вклопи сите политички визии и да одговори на многу важни предизвици пред кои е исправен уште веднаш. Од справувањето со пандемијата дома, па се до тензиите во надворешната и безбедносна европска политика, за кои што треба да се изгради и поважно да се одржи став. Она што за Македонија е важно е прашањето дали германската поддршка на процесот за проширување ќе продолжи, имајќи предвид дека токму Германија е една од најглавните поддржувачи на политиката на проширување, но и директен промотор на тезата на македонската официјална политика кон соседна Бугарија, дека билатералните прашања не смее да се дел од процесот. Германската амбасадорка во земјава Анке Холштейн вели дека нема дилема, оти германскиот став останува непроменет. This goes in line with the coalition treaty. The coalition treaty has a long paragraph on the Western Balkans, reinforcing our commitment to the European future of the entire region and saying that on enlargement, the next step shall be opening the first chapters with Albania and North Macedonia. Холштейн својот став го темели врз фактот што принципот на континуитет во германската политика директно се поврзува и со нивната политичка традиција и култура, каде што промената на власта не значи и промена на луѓето кои работат. In Germany, continuity means also continuity in stuff. Our political tradition is not to exchange stuff in institutions, in ministries, in administration, when the political color of the government or the color of the minister changes. We have very few political appointees and most of the people stay. So the continuity of our politics and policy lies also in the continuity of the persons who are doing it. Познатиот светски новинар и поранешен советник токму на Меркел, Аслан Али, неодамна при своето гостување во Скопје на дебатот организирана од ЗИП институтот, се согласи со оценките од германската амбасада. Тој зборуваше за предизвиците поврзани со првите чекори на новата германска влада и проширувањето како тема, но истовремено отвори едно клучно прашање, поврзано со фактот дека процесот на проширување не смее да се гледа како средство за политички капитал, туку како вистинска алатка за реформи. Ако така се погледна нештата, тогаш јасно е дека не може да се стави вето на реформскиот процес однадвор. Why are you doing this for Brussels? You should be doing this for yourself. You should have an independent judiciary. You should have, good laws. You should have freedom of press, freedom of speech. You should have an open, transparent society where everybody's, opinions and sexual preferences, whatever, are respected, right? You shouldn't do it so you get applause from Brussels. Do it first and foremost for yourself, because that's how you want your country to be, okay? See it as a vision for yourself first and foremost. If at the end of the day, EU membership, is the result, great. But if not, what are you losing? Quite on the contrary.
Оваа теза се обидува да имплементира на ниво на домашна политика и самата влада, преку процесите на носење на Европа дома, кои засега се одвиваат побавно од очекувањата на јавноста. Реформите во државата, кои на граѓаните ќе им овозможат квалитетен живот и стандарди кон кои се стремиме, земајќи ги како пример земјите членки на Европската Унија, се одвиваат бавно. Состојбите во правосудството, борбата против организираниот криминал и корупција, економската клима, се едни од клучните области од кои директно зависи граѓаните да почувствуваат што значи примената на европските вредности дома. Бавноста на сегашната динамика во реформите би се забрзала со започнувањето на пристапните преговори, оценува државниот советник за европски политики и координација Драган Тилев. Тогаш, смета Тилев, високите политички теми би се спуштиле на едно ниво кое што е блиску до граѓаните, односно би се почувствувале бенефитите од воведувањето на стандарди во различни сегменти, кои би им овозможиле квалитетен живот. Државниот советник за европски политики и координација вели дека ние сме одлични во реформите, што не значи дека се е завршено, туку напредокот е до она ниво кое што е апсолутно потребен за почеток на пристапните преговори. Тој период помеѓу почетокот на пристапните преговори и завршувањето на пристапните преговори, колку тоа ќе трае, ќе зависи од самите нас, ќе биде клучен за да може ние да ги постигнеме сите оние реформски цели за кои што се постојано залагаме. Дали е тоа правосудството, дали е тоа борбата против организираниот криминал и корупцијата, дали е тоа заокружување целосно на реформите во безбедносните служби, дали е тоа економска клима која што е неопходна за да може да ги привлекувате странските инвестиции како мала економија, како мала држава, меѓутоа сепак да бидете доволно атрактивни, дали е тоа безбедност на храна, дали е тоа стандарди кои што се во градежништвото, кои што се неопходни за да може градежништвото да биде коректно, односно да градите згради кои што ќе го издржат времето, земјотресите и сето тоа се све технички стандарди, или безбедноста на храна, не знам, кодекс алиментариус, за да можете кога ќе излезете на пазар или да купите нешто во продавница, тоа да биде нешто што има доверба од потрошувачите, да бидат заштитени потрошувачите. Тоа се сите елементи кои што практично во текот на самите преговори ќе треба да ги испегламе, да ги воведеме во пракса и едноставно нашето население, нашите граѓани да се чувствуваат многу по-лагодно кога излегуваат и на пазарот, кога се движат по улиците, кога се движат по патиштата и кога ќе имаат квалитетна струја, ако сакате, која што може да им обезбеди заштити и на нивните електрични апарати. Значи, сакам да кажам, од високо политички теми се спуштаме на она што значи квалитет на живење. На тој пат, кон исполнување на реформите, успехот на процесот зависи од сите, оценува Тилев. Важна е поддршката која граѓаните ја даваат, но таа не може да биде бесконечна. Имавме силна поддршка за НАТО, успеавме, имаме силна поддршка се уште за Европската Унија, но да бидеме искрени, таа поддршка не е бесконечна. Таа поддршка од широката популација има своја цена. Одредени линии не можат да се поминат, бидејќи во тој случај се губи довербата кај населението, се губи довербата кај едноставно граѓаните, кредибилитетот веќе нема своја тежина и довербата, што е уште можеби поважно во овој случај, кон Европската Унија, кон тие вредности, кон таа перспектива се губи. Ако немате визија и ако немате визија кон која што сакате на вистина да се вложите вие и заради следните генерации, не заради следните избори, туку заради следните генерации, во тој случај имате сериозен проблем за да ја постигнете таа визија, да се придвижите кон таа визија. Бугарскиот премиер Кирил Петков најави формирање на нови работни групи, како и средба со идниот македонски премиер во јануари. Според Тилев, ова оди во прилог на зајакнување на комуникацијата помеѓу двете страни, која пак, од друга страна, би значила изголемување на ентузијазмот во работата во нашите институции. Без ентузијазам да влегувате во крупни реформи, кои патем чинат енергија, време, пари,
сето тоа да го инвестирате заради нешто што треба да го постигнете во некој временски период кој што патем во моментов не е ни дефиниран, тоа навистина бара ентузијазам. Ако го немате тој ентузијазам, ако го немате тој политички момент, тој импулс кој што ве тера да донесете крупни одлуки, за да можете да го реформирате своето општество, да можете да го направите поквалитетен животот, тогаш ви мањка во целиот тој процес клучниот фактор, енергијата, позитивната енергија. Без таа позитивна енергија, крупни реформи тешко се прават. Не дека не можат да се прават под присила, под притисок и така натаму. Меѓутоа, реформите се успешни само ако се одржливи, а одржливи се само ако широката популација буквално е за. Навистина сака да ги види реформите, ги поттикнува политичарите да ги донесат одлуките и всушност за тоа се искажува и на гласање. Ковид-пандемијата, цената на струјата, миграциите, потенцијалните војни конфликти, отворените нерешени прашања во регионот се теми кои го фокусираат вниманието на земјите членки на Европската Унија. Поттука, прашањето за отворање на преговори со Македонија не е помеѓу клучните приоритети, но според Тилев, ние мора да си го најдеме нашето место, бидејќи отпочнувањето на преговорите е од круцијално значење за нас. Господја Ристерска Јорданова, најпрво, дали може да ни дадете ваше едно мислење за што можеме да очекуваме во следниве 6 месеци, кои што повторно не ги устави Унијата не стави на чекање, во поглед на дали може Македонија и Бугарија, новата бугарска влада, да најдат решение на спорот? Јас прво ќе почнем од ова последното што го спомнавте, решение на спорот. Значи се форсира некакво решение кое што би требало да звучи конечно и потоа се да оди како мед и млеко. Меѓутоа, барањето на бугарската страна е токму во тоа целиот наш процес на пристапување да биде одбележан и во него да биде содржано спроведувањето на договорот за пријателство, добрососедство и соработка. И тука има едно суштествено недоразбирање. Значи, не е можно такво веднаш еднократно решение на спорот, доколку Бугарија не се повлече од своите сегашни позиции. Сега веднаш да се надоврземе тука, новата влада точно најави поинаков пристап, со тоа што ќе стави повеќе внимание, ќе даде повеќе внимание на областите на соработка, што е отприлика на нашиот предлог за патоказ од пред година и пол. Но треба да се знае дека новата бугарска влада исто така останува во незината програма на едногласниот став од предходната влада, кој што беше потврден во собранието. Оваа влада е разнолика, со различен степен на интензитет, да кажем, во однос на ставовите во Македонија, така што новите чинители, од кои што доаѓа победниците практично, премиерот, доколку вистински сакаат промена, нив реално им треба време за таа промена да ја направат внатре. Отаму нашите очекувања за кусо решение се нереални. Кој ги форсира очекувањата во Македонија? Дали тие се базираат на задоволување на народот дома, на мислењето на граѓаните, или пак доаѓаат од надвор, од брифинзи или состаноци? Мислам дека е повеќе внатрешниот фактор отколку надворешниот, иако имаше ветување, знаеме и од Европската комисија дека тие ќе форсираат да се реши до крајот на годината, па тоа после отпадна. Меѓутоа има тука две клучни прашања кои што и беа изнесени од наши официјални представници. Основна е загриженоста дека овој спор ќе прирасне во хроничен, ќе биде нешто како спорот со Грција и очигледно дека нашата политичка елита, иако не делува едногласно во однос на не личи едногласно во однос на ова прашање, сака да го тргне тоа прашање на почетокот, односно да не премине во хронично.
тоа е, да кажеме, на тактичко ниво на што се гледа од изјавите. А второто прашање е што, за жал, нашите политички елити ова прашање го наметнаа и како врвно внатрешно политичко прашање. И тоа се фокусира на самиот почеток на преговорите, односно првата меѓувладина конференција, и оттаму јавноста како да доби впечаток дека се е концентрирано тука и дека се ќе се реши тука. А овој вториот аспект, фокусот на датумот, почнувањето само на преговорите, мислам дека е повеќе политички и кусоречно мотивиран. Има ли форма, односно, зашто поочигледно не преземе акција Европската Унија, лидерите на земјите членки за да го насочат процесот, односно преговорите за решавање на спорот? Европската Унија има еден став кој што е таков и во новата методологија за проширување, дека билатералните спорови не треба да се внесат во пристапувањето, односно во преговорите. Иако и во сегашната стратегија, па и во преговарачката рамка стои дека добрососедските односи се битни и дека е значајно да се спроведуваат двата договори. Но тие се бранат од вметнување на ова прашање конкретно во преговорите. Односно, тие да се измешаат со стандардите што треба да бидат внесени според новата методологија, кои што и сами по себе се многу тешки. Значи, ова двојно би го искомплицирало процесот и Европската Унија сака да избегне таков процес. Вториот елемент е што таму има, што тие сега имаат изговор дека нив им треба консензус и Бугарија не се слага и оттаму статус кво не може да се мрдне напред и нема волја за поголем притисок за решавање на спорот и употреба на повеќе инструменти, што е сепак можно. Но сепак тие понатаму во сите заклучоци кажуваат дека проширувањето е се уште во фокусот. Меѓутоа, ако ги споредите проширувањата, еве заклучоците од 2003, например, од самитот во Солун, наваму ќе видите дека тие омекнуваат на некој начин, дека се повеќе постои борба за да се задржи проширувањето на дневен ред, да долгиот пат да го скусиме, кој ќе го видите и кој ќе видите програмата на триото ново на председавање, ќе видите дека всушност прашањето, иако се става во агендите, иако главно се става од геополитички аспект, дека не е на врвот на агендата на Европската Унија, и тоа е пак очигледно со француското председателство, кое што го избегнува и самиот збор проширување. Реално е, значи ние сега го гледаме нашиот мал космос, треба да ги погледнеме реално проблемите кои што ги има Европската Унија внатре и нема решение за тие проблеми. Значи тие внатре се соочуваат со можна блокада на секое прашање што се решава со консензус и оттаму стравот од нови проширувања, но и понатаму се трудат да го држат истиот речник, односно да го држат ветувањето, кое што пак станува се помалку кредибилно, бидејќи ми е јасно и на политичките лидери и на граѓаните дека процесот е во најмала рака успорен. Оттаму треба многу повеќе внимание да се обрне на нашите внатрешни прашања. Веќе го избегнуваме изборот реформи, бидејќи мислам дека веќе и на граѓаните им се создава отпор кон самиот збор. Ваков каков што е процесот, долг и без спорот со Бугарија, и доколку Бугарија го наметне билатералниот спор во самите преговори, има потенцијал за постојано инјектирање на дестабилизација во нашата држава. Ние тоа и го видовме реално оваа година, и тоа по секоја цена треба да се спречи. Како што викавте, сите го избегнуваме зборот реформи, а најмногу мислам дека го избегнува владата зборот реформи, заради тоа што не си ја завршува домашната задача, бидејќи постојано е подбуцнувано, односно
наградувана дека во ред се реформите, но треба да го решите според со Бугарија, но реалноста е поинаква. Да, кога ќе се спореди со другите држави од Балканот, навистина Македонија има влада која што е посветена на прашањето на ЕУ, на интеграцијата на ЕУ, меѓутоа, реално, како што велите, граѓаните бараат поинаков пристап на владата, бараат поинакви реформи и ние треба да сватиме дека процесот на пристапување каков што е. Значи, велам, дури и без спорот со Бугарија, нам не ни дава рецепти, никој од страна нам нема да ни ги заврши работите, никој од страна може да ни помогне, но нема да ги реши ни корупцијата, ни нашата загадена животна средина. Може би амбасадорите ќе ни зачистат понекогаш, ама не значи дека ќе чистат за нас секогаш и дека другите ќе ни ја завршат работата. Ние мора сами да ја завршиме, не само да ја завршиме работата, туку и да ја осмислиме. Ние мораме да имаме визија. Домашна задача предпоставува, јас го избегнувам тој збор, домашна задача предпоставува некој ќе ви каже точно што треба да завршите, па вие само ќе одите по таа рецептура и ќе напишете. Извинете, ама овде нема рецептури, особено не во овој процес кој што е сега многу повеќе се заснова и на стандарди, не само на она што го викаме тврдо аки право на Европската Унија, каде што веќе има точни практики како нешто треба да се направи. Но кога се зборува за стандардите за демократија, тука навистина има многу начини, има различни административни култури, има различни традиции и устројства и секоја држава мора да го изгради својот пат. И овде особено ќе кажам дека ние не го почнуваме овој процес сега. Значи ние сега зборуваме, особено во кластерот темели, во поглавието на пример 23, за исполнување на стандарди кои што се главно стандарди кои што се под капата на меѓународните организации, како што е на пример Советот на Европа. Па ние сме членки на Советот на Европа, први во регионот 95-та година. Ние сме внатре, значи толку години сме дел од создавањето на тие стандарди, а сега зборуваме за некој да ни каже, односно точно да ни ја даде домашната задача. Останатите земји од Западен Балкан кои што се многу понапред од нас, за жал, во однос на преговарањето, во однос на статусот се понапред. На останатите две, Србија и Црна Гора. Колку и за нив изгледа реален процесот на пристапување, заради тоа што и таму гледаме една пауза од година и пол-две, како воопшто не се случува ништо на полето на... Да, по 2 години на Србија е дадено отворање на кластер. Меѓутоа, кога ќе погледнете во Србија навистина доцнат токму исполнувањето на одредниците за 23-24 кои што се предуслов за се друго. Така што не можете да кажете ни на примерот ни на Србија, ниту на примерот на Црна Гора не се докажува дека во овој круг на проширување Европската Унија има трансформативна моќ. Напротив, она што од проушувањето на тие две држави произлегува е дека се намалува и се губи трансформативната моќ на Унијата. Во Црна Гора имаме еден процес на назадување, така што е таа сега во статус кво, иако ги има сите поглавја отворено веќе. Тоа е затоа што не сака Унијата да се занимава повеќе сериозно со овие држави овдете или... Не велам дека не сака, меѓутоа досега се нема реално визија за тоа како понатаму. Нема ни подготвеност да се вложат повеќе ресурси и вистински ресурси за таа намена, а од друга страна геополитиката па и мигрантската криза кои што се на преден план
некогаш знаат да ги компрометираат демократските стандарди и оттаму ова многу сложена слика. Како едно сумирање, кај нас во Македонија, кога постојат преговори за формирање на нова влада и така натаму, институциите престануваат да си ја вршат работата, Тоа е проблемот, што престануваат. Институциите мораат да продолжуваат да работат. Значи, институциите се тие што се континуитетот. Да. Иако за преговарање нели се потребни луѓе во врвот кои што ќе може да ги насочуваат тие работи, но еве според вас, гледајќи го сега повеќе домашниот контекст, сега ние сме во некој бафер зона или тампон зона, што може да очекуваме во овие 6 месеци од самите нас? Па јас би рекла што би требало да се направи повеќе отколку кои се моите очекувања, бидејќи врз основа на она што досега се покажа, за жал гледам само трчање по тоа да се фати таа прва меѓувладина конференција, не се гледа долгорочноста на процесот и долгорочноста на барањето од бугарска страна. Оно што мислам дека во однос на европска интеграција треба да се направи е во секој случај да се анализираат добро тие барања, да не се брза и да се постави една многу јасна македонска позиција која што ќе ги земе предвид и сите разлики внатре во државата, за да може да биде одржлива и понатаму. И второ, секако дека би ставила фокус многу повеќе на внатрешната политика на интеграција, внатрешните процеси на одлучување, вклучувајќи тука и оние што се однесуваат на Европската унија, бидејќи она што се покаже и од нашите истражувања досега и дискусии кои што ги одржавме, е дека токму тој процес на координација на политиките на ЕУ е многу ослабнат и дека е многу потребно тој да се зајакне. Значи, мислам дека пред се е потребно јакнење на нашите институции, постигнување на повисоко ниво на согласност за целината на процесот на европска интеграција, политичка согласност и јакнење на институциите. Благодарам. Поддршка за скоро 640.000 образовни искуства во странство, учење, обука или волонтирање, како и обезбедено финансирање на 20.400 проекти и 126.900 организации и покрај пандемијата со COVID-19. Овозможила програмата Erasmus Plus во 2020 година. Покажуваат податоците на годишниот извештај на програмата објавен минатата недела. Вкупниот буџет на програмата за 2020 година изнесувал 3,78 милиарди евра, што е 506 милиони евра, односно 15% повеќе во однос на 2019 година. Erasmus Plus и понатаму има клучна улога во подготовката на луѓето и организациите за дигитална транзиција и за тоа во 2020 година има издвоено 200 милиони евра. Во 2020 година 34 држави учествувале во програмата Erasmus Plus и тоа сите 27 држави членки на ЕУ, плюс Обединетото кралство, Исланд, Лихтенштајн, Норвешка, Србија, Турција и нашата држава. Инаку програмата Erasmus од незиното воведување во 1987 година има дадено поддршка на 11,7 милиони учесници. Потврда на одлуката да се организира активности и иницијативи фокусирани на млади во сите држави членки на ЕУ, како дел од Европската година на млади во 2022 година, донесе Европскиот парламент минатата недела. Европската година на млади ќе има фокус на повторно воспоставување на позитивни перспективи за младите од Европа, негативно повлијаени од пандемијата со COVID-19. Одредувањето на 2022 за година фокусирана на млади значи дека ќе бидат направени зголемени напори за вклучување на приоритетите на младите во релевантните политички области на Унијата и на секое ниво во процесот на донесување на одлуки во ЕУ. Европската година на млади ќе има за цел вклучување на младите во клучните консултативни процеси, како што е конференцијата за еднината на Европа и други јавни политики на ЕУ на национално и локално ниво.
Активностите ќе вклучуваат и конференции, иницијативи кои промовираат учество на млади во создавање политики, кампањи за подигање на свеста за вклученост, зелена и дигитална унија, како и за спроведување на студии и истражувања за положбата на младите во Европската унија. 47% од лицата на возраст од 16 до 74 години во ЕУ оцениле одредена информација објавена на веб страници или социјални медиуми за невистинита или сомнителна во текот на 3 месеци пред истражувањето кое го спроведе Евростат во 2021 година. Сепак само 23% од лицата ја потврдуваат вистинитоста на информацијата или содржината. Во Холандија е забележан најголем удел, односно 45% од лицата на возраст од 16 до 74 години ја проверувале информацијата која ја прочитале на некоја веб страница за вести или социјален медиум, а најмал удел е регистриран во Литванија и тоа е 11%. Во Европската унија најмногу, односно 20% од лицата на возраст од 16 до 74 години најпрво проверуваат дали информацијата е вистинита со проверка на изворот или наоѓање на друга таква информација на интернет. Потоа 11% од лицата информацијата ја проверуваат и преку разговор со други лица или користење на извори кои не се поврзани со интернет, а најнепопуларен метод кој го користат само 7% е проверка на информацијата со следење или вклучување во интернет дискусија поврзана со информација. Користењето на апарати и уреди во домот кои се базирани на вештачка интелигенција е се попопуларен избор, бидејќи се обезбедува пријатна и едноставна контрола на целиот дом. Еден таков пример би било огледало кое може да ве препознае, да ви каже колку е часот, каков е железничкиот возен ред или да ви каже резултатот фудбалски надпревар. Вакво паметно огледало е резултат на еден проект за развој на енергетски ефикасни сета алатки за различни по карактер и содржина пресметување. Позади паметното огледало стои технологија, модуларна енергетски оптимизирана процесна платформа, која овозможува лицево и говорно препознавање. Во паметното огледало споени се персонализирани информации од надворешниот свет и од самиот дом, а одредени аспекти може и да се контролираат. Иновативното огледало, меѓу другото, подсетува доколку ги заборавите ключевите од надворешната врата или пак ако излегувате надвор предлага соодветна облека на основа на временската прогноза. Иновативната технологија која се користи за паметното огледало овозможува постигнување на прифатливи перформанси, во исто време внимавајќи на потрошувачката на енергија на разумно ниво и гарантирање на приватноста на податоците преку нивно локално процесирање. Проектот е поддржан со 5,5 милиони евра од дел програмата Хоризонт 2020. Следната недела се гледаме во новиот термин 21 часот, веднаш после преспав. Останете со програмите на Македонската телевизија и гледајте Агенда 35.